ученици, наставници. Имаме пред нас реквизит палка, нешто што изработивме во првото полугодие, но денеска, еве, по нашата видео лекција ќе се обидеме палката која што може да биде дрвена палка. Имате на ваша лева страна пластична палка, тоа не е пластични цевки за водовод, за парно, и на вашата десна страна, кога свртите видеото, имате алтернатива, мајчка, пешкинче, некој дел од облега гардероба, која што ќе може да ја изтегнете и да ја замени оваа палка, за да се снајдете да го изработите целиот час и сите вежби да имат генерално еднаков ефект со сите овие алтернативни решенија. Денеска, иако тогаш беше повеќе за рамнотежа, денеска вежбите ќе бидат повеќе за сила, репетитивна сила, кои што ќе ги изработиме по редослед на загревање, истегнување, главен дел од час со вежби за сила и на крај малку истегнување ќе дадеме да ги одмориме мускулите. Сега на загревање ќе продолжиме со нашиот колега Стефан. Повели, Стефан. Добар ден од мене лично. Значи, како што најави професор Југослав, почнуваме со загревање. Стапчето или мајца ги ставиме на подот, одржиме со една рака по стапчето, мајца само ја ставиме на туше и пробуваме да трчиме околу реквизит. А тоа го преминуваме назад. Океј, да видиме сега на една страна па назад. Рака, а друга. Океј. Сега стапчето го взимаме во рака, горе и со лесни скокчиња. Идеме, стапчето го држиме горе, позади глава го спуштаме. Океј, сега одиме пред глава и слагуваме лактите. Океј, сега од ова лесно трчање взимаме воздух, издишуваме. Стапчето го ставаме подот, гледаме да трчиме помеѓу реквизит, напред и назад. Напред, назад. Тоа може и на страна. Одиме сега да имаме поголем простор. Стапчето одиме на една страна, на една страна. Океј, взимаме воздух, издишуваме. По одлично загревање од колегата Стефан преминуваме на истегнување. Веќе, еве, дадевам некои вежби за загревање, но сега ќе пробаме да ги повториме 7-8 пати предрачување до предрачување задрчено. Од овде, ќе одиме горе, пред тело, пред глава, 8 пати, така, и ги видите напред. И одиме уште 8 позади, така. Дел од овие движења, подоцна ќе бидат применети и во
главниот дел од часот, каде што ќе ги работиме вежбите за сила. Ја ставаме овде палката, па ќе пробаме да направиме засуци во лево и во десно по 4 до 5 пати една страна, 4 пати од друга страна. Од овека засук може да изведеме со раце во надрачување и со мало цимање, по 2 пати. Па на друга страна, малку, овеќе да пробаме да се увинеме, да го истекне трупот. Така, малку ќе ги разлабавиме рацете, нормално, беа повеќе во надрачување. Од предрачување, одиме со поголем замах, но ќе се потрудите да се сврдите скос позади, да има уште поголем, значи овој замах со палката, мајчка ви дава да се сврдите и да се истегнете кон назад. Окей. Од надрачување, одиме во отклон во лево, во десно. Арем по 4 повторувања на една страна и 4 да се на друга страна, па да имаме 8 отклони минимално направени. Од тука ќе искомбинираме отклон со засук и предклон, длабок предклон на страна. Значи правиме засук и одиме во предклон до едната нога, се враќаме. Мало засук, па и кажавме бројот на повторувања ќе треба да биде малку 8, ако можеме 10 пати, ако може би побрзо ќе ги изведеме вежбите. Динамично, добре. Одлично. Еве сега можеме прво да направиме со раце во предрачување, но малку поподигнати едно 10 сантима колковите, за да ги мотивираме колениците да се подигнат што повисоко. Така, над ако до 90 степени, нали не биде толку века, високо, за да ги изтегнеме на задниот дел. Така, и во следната вежба ќе направиме комбинација од надрачување до предрачување и предножување со една нога. И ќе пробате после да направите нормално и допир, ако можете со прсти или до под коленицата, би било одлично. Така. Добре. Одиме сега со исчекор од напред и почушљување, а рацете од предрачување ќе одат во надрачување на ногата. Па сега со ова. Кога го работите со мајчка, пешкриче, ќе треба да го затегнувате со рацете да одат кон набор да играчите, за да остане мајчката или пешкричето да останат прави, хоризонтални, како што тоа е случајот со нашата палка. Сега малку ќе одиме во длабок предклон со споени стопала, затегнати колена, исправени и пробуваме со расширени раце, може и потесно ако сакате. Па за 10 секунди се спуштаме, издишувате. Глава ќе оди кон колената, да се свиткате и со трупот. Може да оставите сега палката или под, или мишката, да пробате да одите под и полека ќе се исправите. Ова вежба може да ја повториме и со нога преку нога, за да наистина подобро да ги стегнеме нозете.
Спуштате полека, издишуваме, задржувате позиција во која што најако можете вие, но да предната нога не би требало да дозволи на задната да биде свиткана во колено, за да вежбата наистина има ефект. Ги менуваме нозете сега, полека. Задршка од 10 до 20 секунди најмалку да биде на една нога, за да почувствувате така топлина и стегнување во задниот дел на мускулатурата на носите. Овдека е може уште една вежбичка, иако добри вежби има и за седење на под и за истегнување, но со ова вежба ќе завршиме, бидејќи ќе дадеме акценти на вежбите за јакнење. Да пробаме да ја фатиме палката, подобро е, полесно е со мајчка, на вашата десна страна, но доста потешко е со палка. Можете и оваква свиткана или позиција да пробате да се исправите, што е доста тешко. За мене ми се крчи ногата, да не кажам. Но доколку не успеете, ова е положбата што сакаме. И за да може да видите, ќе турнете со колку е напред. И ќе стисне доста тешко за почеток, но може да пробате. На друга страна. Што треба туркаш. Трукаме со карлицата напред, со колку и стегнуваме колку може. Овдека полека, со мало раздавување, ќе завршиме со делот на истегнување и продолжуваме со вежби за јакнење. Поведи. Филип. Добар ден од мене, ученици. Изработиме повеќе вежби за јакнење на мускулатурата, значи на грбните мускули, стомачите, на нозете, на рацете и ќе работиме по истиот метод како што работевме до сега. 8 повторувања, па пауза. Први, ставаме палката ниско на вратот и се трудиме да го задржиме грбот прав, значи ќе правиме спуштање од половината, значи надолу, со многу мало совивање во колениците, внимаваме да не бидеме грби, туку погледот да не остане напред. И да почнеме, значи 8 повторувања, со полека спуштање, тежината ја пренесувате на петиците, претежно петиците, со дланките ја држите палката. И се трудиме пониско. Погледот го задржуваме напред. И издишуваме надолу, тука малку сменете дишењето. И уште едно повторување. Така, може да го бавите малку. Треба да чувствувате мала напнатост или затегнатост во долните грбни мускули и задната лоша. После 10 секунди пауза, продолжуваме пак, изправете го телото, стегнат грб и одиме со спуштање. Доколку има проблем, значи во еластичноста на задната ложа, може повеќе да ги совиете колениците вака. Например вака. 4. Но најбитно задржите го погледот и лицето напред. И уште едно. 8 повторување. Така. Одиме сега со вежба за стомачните мускули, која малку ќе биде привлекувачка, ако палката е подолга. Значи ги се трудиме нозете, стопалата да не допрат воопшто, значи, патиките, а да правиме спојување напред и палката да останува секојаш во средата. Може да започнеме, значи. Трудете се, ако палката е пократка или маичката, да ги поделите нозите што повеќе, значи поширок став. Осум цели повторувања. Малку одмор, изгледа може да најбило лесно, да ќе видите, посебно ако палката не е подолга, дека е доста потешка вежба. Па да започнеме уште 8 повторувања,
Значи, го броиме по едно, тука, повторување, цело движење, едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Отнеме со исчекор. Први ќе покажам, значи, за исчекор. Што ќе направиме? Спуштаме палката. Цврсто ја држиме со дланките. Значи, кога ќе се спуштиме долу со коленицата, со коленото, одиме со кревање, ја враќаме палката и се качуваме горе. Значи, на секое повторување ќе направиме така. Вред, може да започнеме. Значи, одиме назад. Спуштаме, па тогаш се кревање. Јаме ногата. 2, 3, 4, 8. Малко одмор, па ќе направиме што 8 повторувања. Држите го телото исправено и трудете се коленото да отиде што пониско долу до допирање на подолу. Значи ниско. Ниско. 3. 5. 7 и 8. Така, ученици, малко одмор. Може да вземе воздух. И ќе направиме сега склекови. Во понудените варианти секогаш имаме полесна и потешка варианта, бидејќи многу се разликува силата. Кај нас учениците, нели машки, женски, 6, 8, 9 оделени, различни возрасти. Така што и сега. Значи имаме опција да правиме склекови од колена и цели склекови со можност, значи, да се потрете на песниците, односно тупаниците. Популарно кажем на бокс. Значи, се спуштаме, сега. Мала пауза, на 8 повторување и ќе направиме што се. Вдишувате надолу, издишувате нагоре, трудете се да се спуштите најниско што можете и нормално да се кренеме до целосно исправување. Па, да започнеме. Одмор. Сега ќе направиме вежба за грбните мускули. Ќе ја покажеме. Значи, од положбата за глава, износиме палката напред и гледаме напред. Потоа ја спуштаме главата и ја носиме палката што повеќе назад. Вдишуваме напред и издишуваме кога ја повлекуваме палката. И работиме полека со темпо, не брзаме. 2, 4, 6, 8. Малко одмор и ќе направиме што 8 повторување.
Трудете се телото да остане долу на подлогата, значи да не се кријаме на долните грбни мускули. Тук целосно трупот на подлогата, движење да имате само во вратот, односно да ја подигнуваме само главата. Така. Така. Отлично. Повторување. И сега малку поедноставна вежба за стомачните мускули. Ке се трудиме за, да кажеме, полесна варијанта со исправени раце. Полесно да биде, потешко ќе биде ако сакате да одите со совини раце, но битно е да не скокате и паѓате, туку телото да го совивате полека, онака кажано како пршен по пршен на рабет стоп и да задржиме секунда две горе и да се спуштаме. Значи ќе одиме вака полека и полека се спуштаме, палката ја носиме до пред градниот кош. 2. Издишуваме нагоре. 4. Ја носиме палката надолу до под коленицата. Ако можете, нормално, ако не до колениците. И 8. Така. Одмараме малку, па ќе направиме уште 8 повторувања. Внимавајте на дишењето на стомачите. Вежбите за стомачите мускули е многу битно да се диши правилно, зашто со самото совивање овдека е многу полесно издишување, со исправање вдишување, така што доаѓа сосема природно и подобро се прави вежбата и поголем ефект има на стомачните мускули. Одиме уште 8. Ученици, 8 повторувања, ќе олабавиме пак, ќе го издишиме еднаш, па ќе направиме чечувања. Ќе се трудиме на чечувањата, да го задржиме телото исправено и овој пат палката ја поставуваме така позади, ќе внимаваме рацете кога ги пружаме, да не бидат вака и грбот да не ни биде така, искрен подгрбен, туку да имаме исправен грб, а рацете да бидат над глава, да не бидат тука. Така што одиме до длабоко чучување, со исправен грб, ја кријаме палката и се кријаме горе, ја спуштаме пак, па да започнеме. Се спуштаме високо горе, цврсто ги држиме рацете, да не се стојат, да не тргнат напред и потоа ги спуштаме и пак. Длабоко чучување. И уште едно. Така, уште 8 повторувања. Ако се работи правилно, не е nimалку наивна вежба, бара координација, нели, и вклучено со мускулите целото тело, секоја подгрбаемост кифоза, нееднаква развиваност на мускулите од трупот ни пречи. Така. Трудете се грбот да биде стегнат, еве како во оваа положба, и ова вежба ни учи на правилно чучување. Спуштаме, криваме. 2, дишуваме надолу и дишуваме нагоре. Целосно надолу, исправи и тогаш криви. Уште едно.
малко одмор ученици. И имаме само уште една вежба. Точно. Која е лесна, ќе направиме 16 повторувања целосно. Свршено сакаме да кажеме, без. Значи се трудиме да ги справиме раците најмногу што можеме и потоа да направиме совивање и ја вртиме палката надолу. Креваме, исправаме со прстите најмногу што можеме, ги совиваме и ја стегаме палката и ја носиме дланката надолу. Значи, одиме заедно, стиснете, исправете, дланката значи треба да оди што понаму, а кога совиете и стиснете, што понадолу. Така. 3, 4, 5, задржете ја целосно, значи стискањето, контракцијата, но задржете секунда 2 и целосното исправање. Ке почувствувате замор во подлактицата, во овој случај, и во долниот и во горниот дел од подлактицата. Може да направите и повеќе, но ако работите правилно, ќе видите дека 16 повторувања ќе ви бидат можно доволни ако ги завршите. Нели? Ако успеете да ги завршите сите. Така. Супер. Тоа е тоа, ќе направиме само кратко истегнување. Во овој случај ќе се трудиме по можност едното стапало да биде и раците исправени, едното подигнато, раците исправени и да ја задржиме палката и да го повлечеме стапалото нагоре. Така ќе почувствуваме истегнување. Потоа ги менуваме нозете. Значи пак задржуваме. Се подразбира ногата да биде исправена. Така. И пак првата нога, контракција, задржување статички некаде 10 секунди, но не ја свивате ногата во коленото. Така, повторуваме на другата нога. Добро. И истегнување. Подпираме на стапчето, пријаваме на душуваме и стуркаме на него. Тоа е тоа, ученици. Тоа беше се за днес. Догледање.